Поништувањето на изборот за уставната судијка Елизабета Дуковска дел од нејзините доскорешни колеги го сметаат за скандал. Одлуката предизвикала сериозни правни последици и како што велат, вината за преседанот треба да се бара во судскиот совет и управното судство. Вака како што е одлучено, испаѓа дека управното судство може кога ќе му се текне да одлучи по конкретно барање. Едно правило постои во правото, може се во секое време, али не во невреме. Управното судство решава во невреме за поништување на изборот на колешката Дуковска. Заминувањето на Дуковска веќе ја одложи расправата по законот за јазиците, а дополнително ќе се утврдува уште колку предмети оставила во работа. Првиот човек на уставен се надева дека нема долго да чекаат за пополнување на испразнетото место. Бидејќи поништувачка е одлуката поништена е одлуката за избор, значи во сила е нашето обраќање до судскиот совет уште пред да биде избрана нашата колешка Бети Елизабета Дуковска. Така да ние нема потреба на никого да се обраќаме, на потек е судскиот совет. Во меѓувреме судски закажа седница за во понеделник, но на дневниот ред нема точка за избор на кандидат кој ќе ја замени Дуковска. И председателката на државата прстот го впери кон судскиот совет. Каков е тој надпревар ако имате повеќе, а некој си одлучи дека завршена е битката уште пред правната, мислам уште пред да почне. Се огласи и професорот Денис Прешова, кој ја иницирал постапката за поништување на изборот. Сакал да го тестира управното судство, но и да се зауздат дискреционите овластувања на собранието. Собранието може да избере единствено некој кој ги исполнува условите за избор, при тоа почитувајќи ја уставно или законски регулираната постапка. Доколку не постои судска заштита, тогаш собранието нема да има никаков мотив да ги почитува уставот и законите, пишува Прешова на Facebook. Управен го поништи изборот на Дуковска бидејќи судски не гласал за нејзините против кандидати. На денешната седница на уставен нејзиното столче остана празно. Зоран Јаневски, Сител телевизија.